Откако Артан Груби го зацрни, Али Ахмети замина кај него во Косово, последните случувања во Дуј покажуваат дека партијата се наоѓа во класичен нокдаун. Во Мала Речица владее паника затоа што решението на САД да го стави Артан Груби на црна листа е удар кој тешко ќе го преживее партијата на Ахмети. За многумина неговото патување во Приштина е поврзано со последните случувања, односно заминат е да бара помош. За патувањето на Ахмети во Косово на социјалните мрежи се пофали извесен Исмет Сулејмани, наводно косовски бизнисмен, кој објави фотографија со лидерот на ДУИ. Историско кафе со Али Ахмети во Приштина, утринско кафе во Приштина со лидерот на народот, татковината и албанската нација, мојот пријател Али Ахмети, генералниот секретар на ДУИ, Фатон Ахмети. За патувањето на Ахмети во Косово, молку ДУИ, а и самиот тој нема објавено ништо на социјалните мрежи, од она што го јавува косовскиот медиум Економија онлайн. На Ахмети од страна на градоначалникот на Приштина ќе му биде врачан клучот на градот. За последниве случувања експертите сметаат дека самите пораки и од американската амбасадорка Анджела Агелер покажуваат дека интегративците се во повеќе од незавидна ситуација. Практично ДУИ со црната листа што објави State Departmentот е во нокдаун и многу е тешко да се опорават. Значи, црната листа му ги делегитимира сите наративи, земајќи опевити вчерашната изјава на господја Агелер, кога вика дека е веќе практично јавна тајна. Јас не се чудив со црната листа, бидејќи сите знаеме, кажа, кој е корумпиран. Практично ќе биде невозможно да докаже некоја невиност. По заминувањето во опозиција, главната игра на ДУИ е национализмот, односно секој можен потек во државата го сметаат за напад на албанците. Според Исени, оваа реторика не само што не проаѓа кај албанското гласачко тело, туку пука како балон. ДУИ е во постојан пат и тешко дека ќе се состанат, а јас 100% сум сигурен дека им следува дебакал и на локалните избори, земајќи предвид и нарушените односи со СДСМ, и нарушените односи со ВМРО, но и нарушените односи со меѓународниот фактор, на ДУИ ќе им биде многу тешко да опстане и да го задржи ова гласачко тело што го има, особено сега кога и клиентелистичките гласови веќе не се во страната на ДУИ. State Departmentот соопшти дека Груби и судијата Енвер Беџети се ставени на црната листа, бидејќи за нив има докази дека се вмешани во криминал и корупција.